Денеска завршуваат рамазанските пости, а утре за верниците од исламската вероисповест е Рамазан Бајрам. Денеска е последната ден од овој свет месец, кој што ќе се превршува со зајди сонцето и последниот ифтар или вечерата која што ќе ја правиме заедно со верниците, па при тоа ни доаѓа бајрамската вечер и утрената веќе бајрамот кој што ќе се слави на најмасовен, на најубав начин. Вечер пред големиот празник се организира бајрамската вечер, а пред тоа големиот и последен ифтар. Што значи тоа? Бајрамската вечер, поточно, оваа вечер се организира ифтарска вечер, така да го кажам. Ифтарската вечер е вечера каде што се собираат муслиманите и тие вечераат заедно. Но особено е важно на овие вечери, на овие ифтари да присуствуваат посиромашните, тие кои што немаат. Утре наутро предстои утринската молитва пред изгреј сонце, а џамијата вратите ги отвара за сите. Особено машките доаѓаат во џамија рано изутрина пред изгреј сонце, тоа е околу 5 и нешто, па доаѓаат, се клања утринската молитва, па потоа после еден час накаде 6:40 се клања бајрам намаз на најмасовен начин, доаѓаат со деца, со стари, со сите. По утринската молитва, верниците заминуваат дома каде се подготвува семеен ручек од кој никој не може да биде одсутен. Мора да се има еден заеднички ручек внатре во најтесното семејство. Овде се прават традиционални јадења, па потоа после јадење, почнувајќи од најмалите, значи најмалите им ги бакнуваат рацете на родителите, на старите, баба, дедо. Наредниот период е предвиден за посета за најблиските, кога на постарите им се бакнува рака. Обичај кој во муслиманството е многу важен. Верниците одат по другите куќи, по комшиите, ако родителите живеат одделно, старите се разбира, се посетуваат тие и децата особено е важно за децата овој бајрам или бајрамите кај нас, бидејќи децата се наградувани со бомбончиња. Празникот Рамазан Бајрам се слави во наредните 3 дена и тоа е награда од Аллах за постот и верноста кон него.